Денес се одбележува Светскиот ден на контрацепција. Стручни лица нагласувајќи ја важноста младите да бидат информирани за контрацепцијата, со свој говор дадоа придонес во одбележувањето. Загрижувачки резултати од истражувањето за информираност, така и младите. Најмногу од нив се информираат преку интернет, ретко знаат за двојната формула при контрацепција, а за презервативите сметаат дека даваат 100% заштита. Спроведувачот на караванот за сексуална едукација низ училиштата и факултетите посочи на резултатите добиени при тестирањето. Од вкупното испитани девојки добивме одговор дека половина од нив, значи на возраст од 17 до 21 година отприлика се сексуално активни, половина од нив ја негираа својата сексуална активност. Во однос на средствата за заштита од непланирана бременост, 45% од девојките дадоа позитивен одговор, додека 34% го негираат користењето за заштита од непланирана бременост, а од вкупно 118 девојки, значи кои потврдиле користење на средства за заштита од непланирана бременост, дури отприлика половина од нив го користат кондомот, само 8% оралната контрацепција, а додека двојната метода нешто помалце, околу 7%. Министерството за здравство донесе стратегија за сексуално и репродуктивно здравје и акциони планови со цел подигнување на свест, така и младите за користење на контрацепција. И Институтот за јавно здравје води сметка за бројот на абортуси во земјава. Во 1998 година во Македонија имало 12.000 абортуси, а во 2010 таа бројка се намали на 5.000. Ако во 1998 година сме имале околу, ќе ви кажам, бројки за полесно 12.000 абортуси годишно, ако 2004 сме имале 7.600 абортуси годишно, во 2010 е бројката 5.010. Светскиот ден на контрацепција за прв пат е промовиран во 2007 година и од тогаш се одбележува со цел секоја бременост да биде планирана.